Да речеме дека Денис ти понуди брак. Фатош, сега ќе се фрлам од прозорецот. Уште на тоа мислиш? Аман зарем е забрането да се фантазира. Види сега, да речеме дека Денис ти понуди брак. Што би рекол твојот, а? Што мислиш, што? Како мислиш мојот? Не се прави како да не разбираш, Назли, твојот да е, на Ферит мислам. Нема такво нешто, Фатош. Не постои мој. Не постои таков збор, го нема. Ке пукне, сигурно ке пукне. Што бараш ти тука? Дојдов да те замолам да се вратиш на работа. Мислам би работела ли со мене. Потребна си му на Булут. Те молам, врати се назад. Сакаш да се вратам на работа? Да. Ако сакаш да бидам искрена... Назви? Булут? Булут? Добро, спушти ме. Абе, спушти ме. Полека, внимавај, полека. Пушти ме, Вујче. И ти пушти ме. Види, Назви, јас дојдов. Добре дојде. Како си? Добар сум. Ова твој стан ли е? Да, мој стане. Види, Фатош ми е цимерка. Здраво, дада Фатош. Здраво, Булутче. Сакаш ли да те прошитам низ станов, а? Може. Ама да видиме и собата на Назви. Добро? Добро, ти сега почекај тука, јас за туристичката тура ќе ти донесам многу интересно возило, добро? Што ќе донесе? Изненадување. Та-та-та! Опа! Да, држете се цврсто, почнува турата низ резиденцијата на Назли и Фатош. Да, можеби ние сме се откажале од венчавка со Ферит. Ама сепак можевме да останеме пријатели. Ферит не успеа во тоа. Види, ти си ми сестра мене, ама... Ама му давам право на Ферит. Тоа сакаш да кажеш? Врската со Хакан толку бргу ти се разви што... Мислевме дека тоа е само од Инает, разбираш? Зошто? Затоа што Демет не може да се влюби во никој друг освен Ферит. Или затоа... што Хакан го гледавте како да е ѓавол. Или и двете заедно. Добро, Денис, и двете се само ваша предрасуда. Јас ќе одам кафе да ставам. Сакаш и ти? Да ставам 2 нови кафиња и... да не зборуваме за минатото. Како што реков Булут, после сообраќајката стана сосема друго дете. Се смени, многу е бунтовен. Те едно сака, те друго, минаетлив е. Тоа што му се случи не е лесно. Да, и затоа потребна му е помош од некој како тебе. Булут тебе те сака, ти верува. Би бил среќен ако пак работиш со нас. И јас многу го сакам Булут. Никако не сакам да биде повреден. Ама кога ќе се сетам на вашиот поранешен однос, искрено речено не можам да бидам сигурна. Ова е професионална понуда за работа. Ако мислиш дека нема да си доволно професионална... Јас во сите мои работи досега сум била крајно професионална. Вашиот професионализам треба да се преиспита. Види, не дојдов да се караме. На Булут му е потребна помош. И мене. Може да заборавиме на минатото? Можеме, да. Повелете. Ми е слушна понудата. Ќе дојдеш или не доаѓаш? Види, колку и да имаме потреба од тебе, нема да те молам. Чекам одговор. Добро, прифаќам. Денис, јас сакам редовно да го гледам Булут.
Добро. Сакам Булут да ме запознае. Сакам да бидам до него како негова тетка. Со Бато... Колку малку време сме имале. Сега го разбирам тоа. Види, Демир веќе го нема. И да сакам веќе не можам. Ќе зборувам и со Бато Ферит. Што? Со Ферит ќе зборуваш? Ама Денис, зарем треба од Ферит да земам дозвола да го гледам родениот внук? Не велам како што сега бараш мислење од мене, така да побараме и од него. Сепак Булут со него живее веќе. Поради Ферит со години копнеев по семејството. Јас сум твоја сестра, не е Ферит. Нема да му дозволам да ме држи подалеку и од мојот внук. Велам да не чепкаме сега во минатото, затоа што не е време и не сакам да се препирам кој е и кој не е во право, разбираш? И Булут минува низ голема траума. Може нема да биде добро одеднаш да ја види тетка му која со години ја нема видено, така да стрпи се малку. Добро, во ред, се договоривме се, ама извесен период ќе треба и ноќе да останувате кај нас. Ноќе, со вас. Ќе си имаш собствена соба. Булут се уште ноќе има кошмари, јас поради работата може доцна да доаѓам. Може ќе треба да му помогнеш за да заспие. Мислам, додека да најдеме некоја дадилка што ќе засака. Може, прифаќам, ќе останувам. А ако најдеме дадилка, ќе можеш да доаѓаш само преку ден. Добро. Во ред тогаш. Тогаш, добро. Ние дојдовме. Види, Војче, ќе ти покажам нешто во собата на Назви. Булут, сонце, веќе е доцна. Да си одиме дома, па ќе ми кажуваш по пат, може ли? Ама Војче, таму уште малку да останеме. Булут, а да не ги вознемируваме веќе дадите. Назви нема да се вознемири? Така е, не ви Назви? Повелете. Војче, види, ова било секна домаќе на Назви. Многу убаво. Ќе ја пофалам професионалноста на господица Назли. На работа воопшто не е олку неуредна. Знаеш ли, Војче, Назви можела да го чита она напишаното. Што пишува таму Назви? Таму е напишана јапонска поговорка. Вели дека среќата е во одвишокот на храна. Во одвишокот на храна? Јапонците сакале да кажат дека никогаш не се знае од каде ќе ти се појави среќата. Ајде, Булут, сонце, доволно беше прошеткава, да си одиме дома, може? Ама Војче, да останеме уште малку, да не си одиме веднаш дома. Булут, сонце. Булут, ти сега оди, а јас утре ќе дојдам. Се разбравме? Навистина ви? Прифати ви? Веќе ќе живееш со нас? Да. Навистина? Супер! Знаете дека Булут е во сродство со жена ви. За да можете како семејство да го добиете старателството врз Булут, господја Демет ќе мора да го поднесе барањето. Добро, да, и онака Демет ќе поднесе барање. Тука нема никаков проблем. Вие подгответе ги документите, доволно е. Сега, сакам уште еднаш да ве прашам за ова. Кога јас и Демет ќе му бидеме старатели на Булут, што ќе биде тогаш, ќе ми кажете ли уште еднаш? Мајка му и татко му на Булут, покојните господин Демир и господја Зелнеп, се по 24% собственици на акциите на Пусула Холдинг. Во овој случај значи дека старателите на Булут имаат 48% собственост од акциите на Пусула Холдинг. Знам, адвокатот, знам, како може да не знам. Ама многу ми се допаѓа повторно и повторно да го слушам ова, знаеш ли? Сега вие подгответе ги потребните документи и работата да остане само на еден поднес. Ајде.
Сега многу лошо те фатив за опашката, Ферит Аслан. Многу лошо. Ќе ти ја набијам фирмата на глава. Ќе побегнеш без да погледнеш зад себе, без... Бекир, Молам то. да прочепкаме малку за Ферит Ефенди. Ја знаеме што прави во фирмата на работното место, ама што прави надвор. Со кого се гледа, со кого зборува, што јаде, што пие, каде оди, има ли некоја жена во неговиот живот. Значи да видиме дали има некоја дамка што би можеле да ја употребиме против него на суд, разбрали? Разбрав, батон, во реде. Ајде. 48%. Ако се јавуваш во ова време, секако нема да ти крене. Ало, Асуман, убавице на Дада, што правиш? Како тоа се звонили во ова време? Девојко, вие да не отидовте таму да спиете. Навистина не разбирам каква е таа пракса. А јама да до вчера цел ноќ правевме состанок за евалуација. И за среќа нашите професори се човечни, поутрева не ослободија за да се совземеме малку, знаеш, од толку учење. Асу, оди зборувај на друго место. Види дато, цимиркиве во собава ми се изморени, сите спијат. Кога ќе дојдам утре, ќе ти раскажам, се важи? Добро, не е важно. Јунека се јавив да ти кажам нешто. Добро, ма дадо, јунека утре ќе се вратам. Ајде ќе дојдам, ќе разговараме за се. Ајде оставиме, те пакнувам, ајде мила. Асуман. Ало, Асу. Ми исклучи. Ако не и требаат пари, не зборува долго. Многу економична девојка. Денес ме бара. Мајка ми била. Мола, мамичке. Конечно си ме барала. Добро утро. Добро, мамичке. Многу те бакнувам. Поздрави го тато. Се слушаме. Мора подитно да излезам. Ајде прва треба да се јавам на другарите во школа дека нема да можам да одам на презентација. Да ме покриваат. Ало, Митин? Мене денес ке ме нема, покривајте ме. Леле, колку ти е зафатен телефонот тебе. Срничке моја, дојде време, треба да одам. Зарем толку мал ти е куферот? Што му фали, Фатош, за 2-3 дена? Ако ми треба нешто, ќе те барам. Те праќаме во војна, во тврдината на дрвениот принц. Понекогаш треба да си со многу стил, понекогаш треба да си многу убава. Оваа амуниција не е доволна. Фатош, не трескај глупости, нема војна, тоа заврши. Човекот е во голема тага. Не отварај стари тефтери. Женска, еднаш го виде и да не попушти веднаш пред Ферит. Ако е така, кажи да знаеме. Фатош, не ме полудувај. Нема такво нешто, не сум попуштила. Знаеш зошто ќе одам? Одам за атар на булут. Добро, во ред, да не зборуваме многу. Тоа ќе го видиме кога ќе дојде време, добро? Не гледај, Фатош, не гледај толку. Назли, цело време си на телефон и не можев да ти покажам. Види. Денес сакам да те однесам на ручек и уште еднаш да ти се извинам за тоа што се случи во ретирачката врата. И вчера ти откако заспа стигнав забе и му испратив порака на Енген и веднаш ми дојде одговор. Се допишувавме малку. Браво, лажге, Фатош. Ке му ја кажеш конечно вистината? Ќе си ја собирам целата храброст и ќе му кажам имам креации за награди, ама се уште немам награди. И дека имам потенцијал за модна куќа, ама се уште немам модна куќа. Се ќе му кажам. Браво. И да не заборавам. Ако прв пат спиеш во туѓа куќа, велат да ставиш клуч под перница. Ќе си го сонувала идниот маж. Фатош,
Не сакам да те подсетувам, ама јас не преспевам прв пат таму. Па тоа не важи, ова се важи. Добро, Назли. Назли, види, жити мене да го анализираш тоа, добро? Тебе ли ќе те одбијам? Ајде, бај. Совршен тајминг, така ли? Денис? Ја доби пораката, така? Да, ама бидејќи ја видов доцна, не можев да ти Не сакам отворам. мојата готвачка да се малтретира по патишта. Нашата фирма има и собствен превоз, заборавив да ти го напоменам и тоа, па дојдов да ти кажам. Велиш се во ред, ама не зборувавме за платата, така да во право си, ајде да зборуваме и да се пазариме. Денис, вчера дојдоа Булут и господин Ферит, за да ми понудат работа. Ја знаеш состојбата на Булут. Треба некој да биде до него. И како што гледам прифати, така? Прифатив. Како да му кажам не на Булут? Ти звонев за да ти кажам, ама никако не се погодивме. Си донела правилна одлука. На Булут на вистина му треба поддршка сега. Се надевам дека добро ќе му дојдам. Сигурен сум дека ќе видиш како е лек. Ајде скокај да те однесам, да не чека господинот. Да го земам? Би ме радувало. Здраво. Назли, добре дете. Добро ве најдов. Ме радува што не се предомисли. Не направивте ништо од вчера да ме предомислите. Бато, јас пак ќе ти го истурев ѓубрето. Многу е тесно таму, бе, бато. Денес добре дојди ти. Добро те најдов. Ја сретнав Назли по пати, што ми ја сретнав, реков да го посетам и Булут. Вујче, Назли да не дојде? Да, Булут сонце, дојде да Назли. Што правиш, кај си? Назли, празната соба долу е за тебе. Ако ти треба нешто разговаре со господица Игбал, ќе ти донесат. Булут треба редовно да оди на физикална терапија, бидејќи секој ден е со различно расположение. Генерално се мачиме, ама се надевам дека ти ќе успееш да го носиш. Во деновите за терапија, еден возач ќе ве чека надвор, можете кога сакате да одите. Не грижете се, ќе сторам се што можам. Направи. Тоа што терапиите се надвор е важно за неговата психичка состојба. Прв пат го гледаш ова? Знаеш што прави овој со црвенава кола на крај? Не ми кажувај. Булут? Назли, добро дојде. Добро те најдов, сонце, како си? Добро ли си? Добар сум. Види го ти него, ја виде Назли и живна веднаш. Назли, можеш да спиеш во мојата соба. Има многу удобен кауч. Се отвара. А ако сакаш, можеш и со мене да спиеш во мојот кревет. Назли ќе има своја соба, Булут. Кажи ми дали си гладен? Да ти направам еден убав огромен омлет? Направи ми добро. А со него? Веб со джем. О, прекрасно. Да пукне. И мене запиши ме за појадокот. После ќе си поиграме со Булут малку. Ајде, дојди. Опа. Ти каква игра ќе играш, Денис? Денес си енергичен, не те пуштам. Доаѓаш со мене во фирмата. Не, бе, бато, види ме на што личам јас, види се ти каков си. Шанса нема да дојдам ваков во фирмата, бата. Мислам дека Пусула Холдинг не е спремен за тоа. Ајде, не ти пали. Никој не очекува тебе костом. Има важни работи за кои треба да разговараме. Додуша, неубави работи, после Демир и Зейнеп, ама што да се прави? Ајде. И војните беа почнати. И двете страни беа многу силни. Работите и... Назли, ние излегуваме. Во ред. Се гледаме. Дај ми еден гристе, молам. Тоа било војната на светветските мечови. Ајде, влези, не се срами. Господи Сигбал, ќе ми го викнете ли господин Енгин? Тој е во собата за состаноци. Добро. Енгин, види кој ни дојде. О, господине, кој ни дошол? Што правиш? Ништо. Дојди.
Па како си? Па, добро да, колку што можем да видам. Булут како е? Добре. Денес Назли почна со работа, па се надева малку ќе ни се олесни сега. Добре, дада му Назли ќе биде со него додека да оздрави тетка Лемон. Господа, треба да зборуваме и за старателство, бидејќи адвокатот чека да му се јавиме. Кој ќе му биде законски старател на Булут? Мислам за акциите во фирмата. Бато Ферит нека му биде. Тој најдобро ќе ги представува брат ми и Зейнеп. Бато Ферит може дури и мој застапник да биде, да се спасам од тие подписите. Прво да го прашам адвокатот, може би е возможно. Можно е, те молам да е. И во собата на Булут ќе се преселам. Имало и кревет на пуштање, таму ќе се спијам и... и да Назли ќе се грижи за двајцата. После ете ти гураби и манти, едно друго. Траело најмногу 1 час. После веднаш ќе се вратиме дома. Ама Назли, да не се враќаме веднаш дома. Изутрина не можевме да го извадиме од дома, сега не можеме да го внесеме дома. Ти нема да се измориш? Нема да се изморам. Ајде да одиме ке Чичко ми Денис. Утро веднаш излезе и не можевме да се поиграме. Те молам, Назли. Те молам, Назли. Добро, само да му се јавиме прво на Чичко ти, дали е слободен. Супер. Овие работи мора да ги завршиме до крајот на месецов. И јас така мислам. Батковци, јас многу работев, многу се изморив. Си одам сега. И немој да те заборавиме. Не ме заборавајте. Се гледаме, бато. Ајде со лесно нека е. Благодарам. Газда, имаме ли некој план за денес? Не. Добро, да ги завршиме овие, поводам на еден приватен состанок. Здраво, Назли. Здраво, Денис. Ако си слободен, сакаме со Булут да дојдеме кај тебе. Дома ли си? Многу ќе се израдувам. Добро, супер. Ние сега одиме на физикална терапија. Ќе те бараме што ми излеземе. Добро, се гледаме, ајде. Повели, Денис? Здраво, Дадо. Булут ќе дојде денес кај мене. Ако сакаш дојди и ти, барем првата средба нека ви биде кај мене. Секако дека ќе дојдам. Се гледаме. Чекај да видиме што се случи, ти процвета ли лицето? Ајде погоди што ќе се случи. Што се случи? Јас денес ќе се видам со Булут. Ова е одлична вест. Види се, разбира, тој ти е внук. И тој нека те види и нека те запознае детето, нека те засага. Демет ќе ти кажам нешто. Утре или задутре. Кога ќе поднесеме барање за старателство врз детево, ќе бидеме помоќни, ме разбрали? Право велиш. Да не доцна на состанокот. Ќе те побарам. Добро. Ало, здраво, господин Енгин? Само Енгин, те молам. Добро, во ред, Енгин. Ти се јавувам да ти кажам дека сум по пат. Ако сакаш да те земам од работа, ако ми дадеш адреса. Не може. Јас бев излезена надвор за да гледам материјали, а во моментов не сум во шивалната. Ако сакате испратете ми локација, ќе ме остави возачот. Добро тогаш, ти испраќам локација. Се гледам. Добро, во ред, се гледаме. Ај, што е, ма? Тебе? Боже, како да вие имате совршени животи. Вие сте совршени, воопшто не кажувате били лаги. Господине Ферит, господинот Хакан дојде. Хакан Ондер. Хакан? Зошто? Сакал да ви каже нешто накратко. Да влезе ли? Да. Господине Ферит, седите, молам.
Повели Хакан. Имам една многу важна вест за тебе, односно оваа вест сакав да ја слушнеш од мене, да не слушнеш од некој друг. Подготвен ли си? Јас и Демет ќе поднесеме барање за старателство на Булут, а? Како е? Колку што знам, ниту Демет, ниту ти го немате видено Булут досега. Да. Знаеш дека Булут има 7 години, нели? Од каде излезе оваа љубов кон Булут? Вака да ти објаснам. Не е во ред Булут да престојува со неженет човек како што си ти. Него му е потребна тетка, поточно да живее во семејство. За него ова е подобро. Сигурен сум дека судот ќе не разбере во цело за нашето барање. Биди сигурен, судот ќе свати дека ова го правите заради наследството. Булут што туку ги загуби мајка му и татко му. Не смеете да го користите за вашите валкани игри. Нема да дозволам да го повредите. Само малку погрешно сте ме разбрале. Ферит, никој не бара дозвола од тебе. Дојдов до тука само за да те информирам. Прости што ти го земав времето малку, знам дека ти не сакаш да се нарушува редот. Тоа што го доживеа, малиот те спаси од еден голем шок. Солесно нека ти е. Господи Игвал, повикај ги адвокатите во канцеларија. 2, 1, отвори ги очите. Чоколаде топчиња. Да, сега изеди ги тие, па потоа ќе си играме. Види го како ги јаде, како на малиот господин дома ништо да не му даваме. Знаеш дека децата секогаш се такви кога се на гости? Назли, во среда вечер Ајло пак ќе настапува во истиот локал, па и вас ве покани. Денес многу би сакала, но не можам да дојдам. А, до душа, Фатош многу ќе се израдува. Па да, предпоставувам дека да. Пренеси им на Фатош и на сестра ти. Ке им кажам. Па, господине Булут, штом сте ги изеле тие чоколадни топчиња, што ќе правиме сега? Секако дека ќе играме. Така е. Ајде, фрли ми едно да фатам. Не, падна долу, ајде уште едно. Го фати! Види го што прави само за да јаде. Ајде ти фрлај ми. Остави му ги чоколадите на детето. Но многу се вкусни, пробај ги. На вистина. А сакаш ли да скиеш, Воопшто не сакам на таков студ. Ставаш нешто на нозе, па нешто на раце, на очи. Ау, да му се слоши на човек. Мислам, му се слошува. Сум пробала, па затоа. И јас не сакам. Се едно исто. Качи се на врвот на планината, па спушти се. Да, така е, нели? Бога ми, јас сум човек за топло. Доволно ми е само сонце да има. 30 степени, 35 степени. Воопшто не би се жалела. Па значи дошло твоето годишно време. Значи за викенд бегаш за Чешме и за Бодрум. Ако сакаш може да одиме и заедно. Секако. Зошто да не? Мислам, ако најдам слободно време од работа, се обидувам да одам. Но летно време имам многу работа, затоа не можам да ти ветам. Но ќе видиме. Во ред, а сакаш ли јавање на коњи? Едно време многу се занимавав со тоа. Сите јава околу мене, ама ете, оглав, седло, чизми, земање часови, знаеш како оди? Како не знам, 300 работи, воопшто не сакам. Значи исти сме јас и ти. И двајцата сме за во град. Аха, нели? Тогаш еден ден да одиме заедно. Ќе појадуваме таму и ќе се забавуваме гледајќи ги оние што ќе учат. Може. Пардон? Ферит? Немој бе. Ајде. Добро, ќе разговараме кога ќе дојдам. Се ли е во ред? Ми се јави од работа. А ако сакаш да станеме? Не успеавме да поразговараме, ниту десерт не јадевме. Ако следниот пат ќе јадеме. А јас не сакам да се оддалечувам од работата. Ако се сами веднаш забушаваат и мора да се надгледуваат. Во ред, ама ние да те оставиме и попат ќе продолжиме со разговор. Во ред. Пардон? Пст.
Здраво. Ги информиравте адвокатите, господи Игбал? Да, господине Ферит. Демет и Хакан можат да поднесат ваква барање или блефираат? Господја Демет му е тетка на Булут, така што може да поднесат барање за старателство. А шанси за да добијат? Семениот живот на господја Демет и тоа што нема никаква комуникација со Булут секако дека и ги намалува шансите, но од друга страна пред судот ќе покаже дека ќе му овозможат семејна атмосфера. Семејна атмосфера. Семејната атмосфера на Демет и Хакан. Јасно е како ден зашто го сакаат Булут. Воопшто не ги интересира тоа што ќе му наштетат на детето. Јас нема да го дозволам тоа, нема да дозволиме. Разбравте ли? Во ред, господине Ферит. Посе изгледа дека си строга газдарица. Па да речеме, вака размислувам, ако на време одам на работа и ако се вратам на време кога завршува паузата, не се чувствувам лошо кога истото ќе го побарам и од моите вработени. Сепак ако сум јас работлива, тогаш мора и тие да се работливи. Денес имам работа, ама некој ден би сакал да те посетам и во модната куќа. Твојата техника за раководење, сакам да ја видам на лице место. Може, секако. Може, но на вработените им забранив да канат гости на работно место, па сега ти ако дојдеш, тогаш ќе немам право истото да го барам од нив. Разбирам. Изгледа ова е првиот час. Да. Господине Фатош, тука ли требаше да свртиме или право да продолжиме? Право ли? Да не вртиме, јас тука некаде да се симнам, а вие продолжете. Зошто да не те оставиме пред ателјето? Или може би си ја криеш тврдината од мене? Или пак се обидуваш опасноста да ја држиш понатаму? Ај Боже, Енген. Не, јас наутро џогирам и утрово не успеав, па затоа сакам малку да попешачам. А и очигледно дека имаш важна работа, па да не доцнеш. Во ред. Доаѓа огнената топка, доаѓа. Не може да дојде, ќе видиш јас ќе победам. Ќе дојде. Па чекај, сега ќе дојде огнената топка. Не може, да знаеш јас сигурно ќе те победам. Доаѓам. Ако удрам уште на клоца ќе те победам. Нема да победиш. Еве ти? И животот се намалува. О, бојата е многу убава. Јас ќе победам, ќе видиш. Ќе те победам. И како ви оди? Не баш добро. Чичо, ја победив назви. Дојди и тебе да те победам. Се разбира дека ќе играме, ама сега да направиме пауза малку, види имаме гостинка. Зашто ја стопираш играта? Сестра ми поминувала од тука, посакала да не посети. Здраво, Назли, многу ми е мила. јас сум Демет. После сообраќајката Назли ни помага Булут да закрапне побрзо. Булут, душо? Се сеќаваш дека јас и татко ти кажавме дека имаме една сестра и дека е многу далеку? Да, живе во Австралија. Точно во Австралија. Еве, ова е тетка ти Демет. Дошла дури од таму за да не види. Од Австралија ви дојде? Од местото каде што живеат кенгурите. Да, душо? Да? А ти имаш кенгур? Но зошто се смееш? Не ми ние имаме маче, куче, папагалче? Па затоа. Не, душо. Јас немам кенгур, ама во право си. Во Австралија можеш да видиш кенгури насекаде. Значи таму има и ајкули. Секако дека има и китови. На вистина ви? На вистина. Ле. Може ли да те бакнам? Добро. Сега заедно ќе играме. Може? Види, да те научам ви. Секако се разбира. Се сеќавам дека сестра ти ја видов на погребот, но не знаев дека живее во Австралија. Не, ама исто како да е така. Многу одамна престана да се гледа со семејството. Во ист град сме, ама не се гледавме со години. Долга приказна е тоа. Ама сепак сестра ти ја знаеш. Ниту јас, ниту брат ми не успеавме да ја заборавиме. А и брат ми сакаше Булут да знае дека има тетка на светов. И затоа ја измисливме лагата за Австралија. Денис, не разбирам. Прости ми,
но ми изгледа дека е многу сладка. Зошто не комунициравте? Многу ги повреди татко ми и брат ми. И татко ми, за да не заштити нас и фирмата, го подели наследството и ја оддалечи Демет од семејството. Назли, може ли да те замолам нешто? Бато Ферит да не знае за оваа средба, може? Денис, добро... Како што ти кажав, имаме длабоки рани од минатото и... Мене бато Ферит ми е како роден брат. Иако слушне за ова ќе се налути. И со право ќе биде. Само ти победуваш. Види ги само нив двајца. Се најдоа после толку многу години. Да? Добро, но за извесен период. Се разбира. Молам, господине Ферит. Ми кажаа сте отишле на физикална терапија. Бевме. Конечно успеавме да го убедиме Булут. За да не ве вознамирувам, ја известив господја Игбал. Сега каде сте? Сега, Булут, што ми излезе надвор, не сакаше да оди дома, а и сакаше да го види чичко му, па дојдовме кај Денис. Тука сме сега. Убаво сте направили, утрово не успеа да играат. Изгледа дека Булут многу се забавува. Да, така е. Дај ми го малку да поразговарам со него. Да, сега. Булу душо, Војко ти те бара. Заприја играта, Војко ме бара. Ало? Војче? Што се смееш, Немирко? Затоа што дошла тетка ми Демет од Австралија. Тетка ти Демет е таму? Да? Добро, сонце, дај ми ја сега пак назле, ајде. Тебе те бара. Господине Ферит? Дојдете дома веднаш. Добро, ќе си одиме за кратко. Реков веднаш, назле, не за кратко. Кај Денис отишле? И Демет било таму. Од каде дознала таа? Го извадила душата на Денис само за да дознае. Не сакам таа жена да е во близина на Булут, Енгин. Војче, види, прстот ми излегува. Браво за тебе. Еве, ми се скина прстот. Булут, мило, ајде јади. Види, уште не си завршил. Уф, добро, сега ќе јадам. Знаеш ли дека во Австралија имало многу повеќе кенгури од луѓе? Така ли? Да, така било. Дури имало една птица, киви, која не можела да лета. Тетка ти ги кажа овие работи? Да, тетка ми се ми кажа. Кога ќе дојдете свиниот пат, ќе ми ги покажа и фотографиите. Јас да ги соберам чиниите, простете. На здравје. Вилицата ти падна, вилицата. Знаеш дека Демет ќе биде кај Денис? Не знаев. И Денис не знаеше. Ние тројцата игравме игри и одеднаш некој задзвони на врата. Дошла господја Демет. И видов дека убаво си поминуваат, па си реков нека се подружат малку. Очигледно е дека ја засакала. Па тетка му е, крвта не е вода. Периодов не излегувајте многу. Во ред. Бевме само на воздух. Навечер кога ќе се вратам каде сакате ќе ве носам. Некој период ноќе му забави по дома. Ќе биде добро за Булут. Во ред. А патем сакам да знам се што правите. Вујче, ајде заврши сојадењето. Не веќе ми пуштеше плоча. Договорено? Договорено. Супер. Аман, Жими, се ќе пукнем. Што живот ќе имавте, полн со интриги. Уф. Полека Булут ќе го разбудиш. Од памет ме извадивте. По кој пат веќе се појавува во темница? Напи се вода. Благодарам.
И ти не можеш да заспиш. Да, ми се случува кога прв пат спијам некаде. Ако не ти е удобно, Многу е удобно, многу ви благодарам. Имам дури и камин. Мислам не дека ќе го запалам, ама ми дава некоја убава топлина на собата. Господине Ферит, убаво што се сретнавме, сакав да ви кажам нешто. Ситуацијата со господја Знам. Демет. знам, ти немаш никаква вина. Да, тоа е точно, но сакав нешто друго да кажам. Булут и господја Демет, кога се сретна, господја Демет многу го засака Булут. Исто и тој неа. Мислам, воопшто не изгледа како да не се виделе со години. Тоа сакав да го знаете. Булут? Булут? Бебе мој, сонуваше нешто, не се плаши. Назви, ми не достига мајка ми, татко ми го сакам. Вујче! Господја Лемане со сестрата. Добро дојдовте, господин Ферит. Докторе, како е мајка ми? Физичките проблеми не се нешто што нема да помине. Но господја Леман воопшто не соработува. Дома со никого не сака да има комуникација. Затоа моравме ваша помош да побараме. Добро сте направиле. Ние правиме се што е во наша моќ, но сме ограничени. Во моментов не сака ни да разговара. Но вашите редовни посети многу добро и доаѓаат. Продолжете. Секако. Може да поразговарам со неа? Да, секако. Благодарам. Повелете. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Мамо, како си? Добро ли си? Ќе бидеш добро. Ќе бидеш подобро. Сите ќе бидеме подобро. Заздрави уште малку, ќе ти го донесам и булут. И тоа е добро. Полека се враќа во живот. Мамо, те молам, слушај ги докторите. Те молам, соработувај со нив. На сите во чифликот им недостасуваш, а тие тебе? Добро. Ќе зборуваме кога ти ќе посакаш, добро? Ај, Фатош, не сонував, па ти кажав, цела ноќ бев покрај булут. Душиче, заспа плачејки. А и што зборуваш? Сега како е? Се уште спие. Не сакав да го разбудам. Нека се одмори. Добро си направила.
И Назле, вчера вечер прв пат спиевте во иста куќа, па немаш ли нешто да ми кажеш? Фатош, мила, може би однадвор изгледа многу возбудливо, ама верувај ми не е така. И тој е обичен човек. Веруваш дека и тој оди во тоалет? Седи на столица, ставаш јадење пред него, јаде. Додуша се уште дрво, ама дрво што живе. Сепак ние треба да се грижиме за природата. Го чуваме зеленилото. Се слушнали со Асуман? Не, воопшто не зборував. Но денес се враќа, не грижи се. Вечерва тргнуваат изутрина би биле тука. Ти што ли правиш? Се обидувам да појадувам, но не можам. Ај, нашава ситуација се знае каква е, сме се успале со Булут. А ти нели утрово требаше да имаш разговор за работа? Имам, ама после пладне. Се што е во фрижидеров се умирисало. Не може да се умирисало, Фатош, скоро пазарев. Дури Макдоносот овенал затоа што те нема. Макдоносот? Фатош, јас не купив Макдонос. Тој е Копар. Назви! Добро утро! Фатош, чекај. Види, Назви, сам дојдов. Браво за тебе. Дојди. Фатош, ке те барам подоцна. Назви, знаеш што? Да ти кажам што сонував. О, зарно, нека што сонуваше? Јас и ти бевме во кино. И? Бевме на некој смешен филм. Толку бил смешен филмот, што дури и пуканките ни паднаме од раце. Види, многу убаво. Назви, може ли денес дојдеме во кино? Те молам. Булудушо, а што велиш денес дома да гледаме филм? Да си легнеме на креветот? Ама, дома ми е многу здодевно. Нешто како да ме притиска. Вака ти доаѓаат и од лево и од десно? Да. Да разговараме додека појадуваме. Аман, фустанов да не е со поглед на море? Господе, те молам да дочекам денови кога ќе фрлам пари по фустани. Те молам, Господе. Здраво. Нарно нека е, што е? Ова се документите што ги подготви Демир. Знаеш, Демир сакаше да даде 5% на Демет од неговиот дел во фирмата. Кога беше здрав, чичко сами целото наследство им го подели на децата. Бидејќи Демет се омажи за тој грабливец, се изнервира и ја избриша. Тоа е лична одлука на сите, Ферит. Ама Демир не беше среќен со тоа. Ги подготви документите, префрлање на делот, го подпишам и го даде мене, јас му реков дека ќе видиме, ама сега се двоумам дали да го реализирам ова. Види, јас тогаш му кажав на Демир. Сега ти кажувам и тебе. Чичко сами добро размисли па го направи тоа. Да и се даде дел на фирмава на Демет, значи Хакан да се прими во фирмава. Енгин, само 5%. Со 5% не може ништо да направи. Не се работи за тоа дали може или не може да направи, Ферит. Ќе треба секој ден да му го гледаме суратот на тој човек. И затоа татко им на Денис и Демир не им даде дел од фирмава. Добро, Енгинам, ова е како последна желба на Демир. Добро, ама немој сега да го покажуваш ова. Прво нека заврши рочиштето, па потоа ќе му се даде кому треба да се даде. Во права си. И не го оставај тука документот. Однеси го дома.
Господице, Пардон, простете, го пробував, сум го заборавила на глава, ми се брзаше, простете. пардон, господице. Мораме и чантата да ја видиме. Господине, како што ви кажав, сум ја заборавила на глава, ми се брзаше. Не правете проблем. Не можете да ми ја проверувате чантата, не можете да ми чипкате Ве по молам, личните господице. работи. Ќе се јавам во полиција, ова е казнено. Ве молам, го плативте ли ова? Господине Асим, што е? Го фативме крадецот. Влезете внатре. Ајде. Пуштите ми ја раката, пуштите ме. Сакам наот и пилав до него. Има ли туршија? Имаме, господице? Добро, нека има и туршија. Дета Хурие, како си, што има? Што направи? Пардон, извинете, од туршијата нека има само кисела зелка, не сакам краставички. Еден ајран и една кисела вода. Господице Фатош? Здраво. Тари ги бевте, нели? Да, пријатно јадење. Повелете, седнете. Да не ве вознемирувам, не е проблем, ќе седнам на друго место. Ма не, и онака нема место, а ќе ми правите друштво, повелете. Ако вистина не ве вознемирувам да седнам, Таман на работа. ви благодарам. Ова, всушност, кога ве видов тука, се изненадив малку. Знаете, не очекував. Мојата цимерка, имам блиска пријателка, позната готвачка, таа ми го препорачува. И од тогаш доаѓам тука. Знаете, на човек му досадува постојано да јаде по ресторани. Тука е интимно и топло, а јадењето е убаво. Ова, знаете, место во всушност е многу популарно. И јас кога ме води работата на вам, му седнувам да јадам по нешто. Така, навраќам. Братче, и јас сакам од истото, те молам. Многу сум огладнала. Пријатно јадење. На здравје. Не го гледав ова. Јас се зачудив што мешате газирано со ајран. Интересно нешто. А ова ли? Зарем вие не го знаете ова? Ова е прекрасно нешто. Воопшто. Само секунда. Жим Бога, немојте ве молам. Немојте. А ова морате да го пробате. Само секунда. Да. Ова му е најважната работа. Во ред. Добро. Тогаш за газираниот ајран. За газираниот ајран на здравје. На здравје. Убаво е, нели? Убаво е, многу убаво. Интересно. Ова сигурно лете и притисокот го регулира. Може и така да се пие. Какво ѓаволче си ти, а? Како успеа да ме убедиш? Назви, ама Берки го гледа филмот со мајка му. Многу се смееве. Цртан филм е, ама не е филм само за деца. Ќе ти се допадне. Мене и онака ќе ми се допадне, ама на Војкот и Ферит нема многу да му се допадне. Човекот рече седете дома, а ние уште шетаме. Назви, јас нема да му кажам, ти нема да му кажеш и тогаш... Така ќе биде. Станав голема лажга поради тебе. Назви, ова ќе биде наша тајна. Молам. Да. Асуман ми е сестра, точно е. Во станица? Која станица? Господине, сигурно има некаква грешка. Сестра ми е во Бодрум. Не е дојдена. Добро, веднаш доаѓам. Леле, Господе. Ке почекате само секунда, ве молам. Бато, ке прашате ли каде се наоѓа таа полициска станица? Ало, јас сум таксист. Повели, братче. А каква е таа станица, Назви? Таму каде што работат полицајци. Таму каде што работат полицајците. Мислам дека може да биде позабавно од киното. И двајцата ќе ги видиме благодарение на Асуман. Леле, Господе, само да не е нешто на Асуман. Многу сум огладнела. Цел ден немам ништо јадено. Ова, ако вие навистина ги сакате личните јадења, во Једикуле има убава чорба. Ама не знаете колку е вкусна. Го знаете ли тоа место? Не. Нормално е да не го знаете. Сепак во тие места има чорби,
А најпозната им е шкембе чорба? Шкембе ли? Ау, јас обожувам шкембе. Кој знае дали има таму и ширден, а? Како може да нема, господице Фатош? Најубавото го имаат. Ама како прават пача од глави, верувајте што ви кажувам и прсите ќе ги изедете. Ај, ќе морам да одам таму. Каде точно рековте во Једикуле? Е во самиот центар. Вака да направиме, ако сакате, кога ќе бидете слободни, јас ќе однесам. Добро, може, заедно ќе одиме. Навистина? Прекрасно. Ќерко, зарем ти немаш семејство? Да, имам, се разбира дека имам, ама знаете, лето и тие се во родниот крај, ние сме од Антакија, ама сестра ме ќе дојде за кратко, веднаш ќе биде тука. Асуман, што се случува? Зарем ти не беше во Бодрум? Немој да ме плашиш. Вие сестра сте? Да, Името ви е Назли? да, Назли. Господице Назли, сестра ви ја фатиле додека краде во една продавница. Што? Асуман. Знаете ли, има нешто што се вика бумеранг. Едно искривено стапче, го фрлаш назад се враќа. Го фрлаш назад се враќа. Порано жителите на Австралија го користеле тоа. Така ли? Ти од каде ги знаеш овие работи? Тетка ми кажа. Звони телефонот на сестра ти. Назви не ми е сестра, како прво таа ми е другарка. Кој ви ја бара? Господин Фери, Вујко ми ја бара. Ало, Вујче? Јас и Назар сме во полиција. Како се викаш ова? Полициска станица. Во полициска станица сме. Како тоа во полициска станица? Булут, дај ми некој возрастен на телефон, те молам. Да, дај ми некој полицаец. Ало, добар ден. Каде се наоѓате? Воред во близина сум, доаѓам веднаш. Не можам да сватам, Асуман. Ти кога успеа да дојдеш во Истанбул? Кога се случи ова? Девојко, зарем вие не отидовте со автобус во Бодрум? Ајма, да видиш што ме снајде мене, а ти што ме прашуваш? Јас и Неџела се вративме со авион. Со авион? Ти каде најде пари за авионски билет? Девојко, не ме полудувај, зарем не отидовте со училиштето? Како можеш на своја рака да се враќаш со авион? Па имам заштедено, ма. Јас не можам да се возам така со саати во автобус. Не ме познаваш ли? Би се Воопшто угушила. не сум ја познавала сестра ми, воопшто. Каде е Неџла? Не, јас имам братучеди. Јас се вратив со такси, видов дека е се уште рано, па реков да си купам нешто. Да купиш нешто? Ќе те убијам. Вакво ли е твоето сваќање за купување, Асуман? И што правиме сега? Господине, јас сум и сестра на Асуман. Навистина, многу ви се извинувам. Асуман многу се кае. Кажи. Многу се каам, ама навистина не сум таков човек. За момент се занесов. Многу се извинувам, простите ми. Навистина не е таков човек, ве молам. Може би е заради годините. Булут! Вујче, добре дојде. Добро те недов, добро си? Јас сум добро, батави ме мене. Сестра и на Назви дошла. Внатре се зборува со полицајците. Многу ви благодариме за разбирањето. Сестра ви нека ви се заблагодари и да не се повтори вакво нешто. Господине Ферит, јас ве барав, ама... Добро, ќе разговараме подоцна. Назли, ќе те замолам, може да ги земеш? Господине Булут, спремни ли сте? Спремни сме. 1, 2, 3, опа! Ај! Ќе одиш право дома. Добро, да, дома, ти не доаѓаш? Не, јас некое време престојувам кај господин Ферит, да му правам друштво на Булут. Јас ништо не знам за ова. Да ми креваше телефон, ќе знаеше. Слушај, вамо, Асуман, веднаш да одиш дома. Ќе се јавам на Фатош да проверам кога си дошла. Ти избега птицата, срекни се, ма пак ти слета на таа убава глава. Пази да не ја изгубиш. Не трескај глупости, ќе ти ја плеснам една пуста, ќе видиш убаво. Држи го ова да го поздравам. Асуман, доаѓај вамо. Господина Ферит, простете ми, ве молам, ова беше недоразбирање, ве измачивме и вас. Не е важно. Господ памет да ти даде, Асуман. Ти би полудела човек.
Назли? Добра ноќ, господине Ферит. Ова јас излегов да земам воздух, откако Булут си изеде вечерата веднаш заспа. Мислиш дека не е нормално? Денес имаше премногу активен ден. Нормално е. Мислам, нормално е да има премногу активен ден. Животот не е секогаш така мирен и стерилен. Понекогаш можеме да се соочиме со непредвидени ситуации. За мојот живот и животот на Булут да минуваат мирно, плаќа многу пари на многу луѓе. А дел од тие луѓе си и ти. Ти си задолжена за животот на Булут да минува мирно. Како воопшто да не ви кажав да останете дома. Се извинувам, господине Ферит. Навистина, Булут никогаш веќе нема да оди во станица, не се сомневајте во тоа. Мац. Дојди, Мац. Толку многу си гладна што плачеш? Дојди. Се затвори. Уф, дај Боже, кујната да е отворена. Браво, добро сте ја заклучиле. Еден ден да ми помине без акција. А да се разбудевте утро е. Оф, Назли, оф. Сега ако задзвониш на звончето, ќе се разбуди Булут. Во каква ситуација дојде поради љубов кон мачки? Здраво. И вие слушнавте мјаукање во дворов? Не слушнав. Мислев дека поради тоа дојдовте. Во дворов има мало маченце, го знаевте тоа? Така ли? Да. Па тогаш вие зошто дојдовте? Не слушнав мјаукање, туку слушнав гласот кај вратата, па дојдов. Добро. Ако го видите гладно е, дајте му да јаде. Многу плачеше, не ме остави да спијам. Може би јас ќе го најдам, ама подоцна. Го најде ли мачето? Не, избегало. Да ви подготвам поедок? Не си должна мене да ми подготвуваш поедок, Назли. Да, но можам да ви подготвам, не е проблем. Ќе каснам нешто, не грижи се. Добро. Назли, вчера малку бев погруб со тебе, не лути се. За тоа. Се разбира, ни јас не сакав да го однесам детето во станица, ама луѓе сме, се случуваат вакви работи. Не е за станицата, за таа работа сум во право. Не е некое место што треба да го гледа мало дете. Ви реков не излегувајте надвор, зашто Демет му е тетка на Булут и ќе поднесе барање да го земе старателството врз него. И се плашам кога излегувате надвор. Добро, но чекајте, може да го земе старателството врз Булут? Не само Демет, туку и тој незин маж Хакан. И подготвен е на се за да го добие тоа што ќе го науми. Со години не се гледаме и не се сакаме многу. Затоа кога сте надвор не сум мирен, сепак е побезбедно кога сте дома со Булут. Не е до толку, сепак му е тетка, како би можела да го повреди, нека го гледа. Молам? Па велам, зошто поради вашата меѓусебна нетрпеливост Булут да не може да ја гледа тетка си? И вие гледајте го и таа нека го гледа. Постои нешто што се вика заедничко старателство. Ништо не е толку едноставно и невино како што ти се чини тебе, Назли.
Ало? Што правиш? Работам. Компонирам нешто. Една песна долго време веќе. Долго време не си ја завршил, значи не мора ни денес. Ајде, дојди денес. Не, многу сум сконцентриран сега, нема да се смирам додека не ја завршам. Дојди ти кај мене, ќе ручаме, ќе пиеме кафе, повели. Денес? Јас сакам да го видам Булут. Ми вети дека нема да ги брзаме работите, така? Вчера го виде, сега сакаш и денес, трпи се. Велиш да бараме дозвола од господин Ферит? Не реков такво нешто. Види, јас сакам да ти помогнам, верувај. Во ред? Ќе организирам нешто со Булут, ама тоа нема да биде денес. Договорено? Добро, Денис Душо, се гледаме. Не ми треба дозвола од никого да го гледам внукот. Не ме гледај ти мене, продолжи. Ферит, тебе да не те мачи нешто? Не, добро сум. Кажи. Па ова Булут, Демет Хакан ме вознемирува малку. Тоа што ќе се вознемириш од Демет и Хакан, ќе се изнервираш и ќе ме оставиш 5 километри зад себе. Значи е нешто друго. Назли ли е? Демет му е тетка на детето, рече дозволим да се гледаат. И? Што е Енгин? Јонака вчера без везе биле во станица со Булут. Па добро, тоа не било добро, ама морала девојката што да прави. Со девојки ви има нешто 100%. Ајде, пак се вративме на почеток. Асуман е многу младо девојче и лета паметот. Очигледно е дека сестра и многу се труди. Ама види, неправеден си кон Назли. Добро, трчи. Ајде. Ајде. Изненадување! Ај, не ме виде обезбедувањето на влезот, лесно влегов. Од каде се појави Асуман? Какво пречекување овама? Дојди. Ој, душичке моја. Па ми недостасуваше, те нема дома. Ова ти е сега нов дом, си полетала од гнездото. Си реков да дојдам да те видам. Само што дојде почна да трескаш глупости, нели? Не сум полетала од гнездото, дадечка, работам тука. Ќе останам извесно време и после ќе се вратам. Добро, не сум ти недостасувала воопшто. Не мислиш на сестра ти? Каде беа чашите? Јас мислам дека вчера доволно се изнагушкавме, Асуман. И колку пати треба да ти кажам дека ова ми е работно место. Не можеш да доаѓаш кога сакаш. Не си на училиште? Нема какво училиште. Сите се изморени од патот, претепани се, се откажано и часовите. Јас и нешто добро сторивме што се вративме со авион. Ама од тука ќе одам кај неа, ќе зборуваме малку така пред вечер. Без никаков срам ми зборуваш за вчера. Не ме подсетувај, Асуман. Кога ќе помислам ми чури главата. Ме што не сум ти дала? Зарем воопшто не ти е срам? Ај, дадо, ти си како мама иста, драматизираш за се. За момент го послушав ѓаволот и 100 пати ти се извини. Асуман, твоите глупости немаат крај, дадичка. Ѓаволот го слушаш, не желаеш слушаш, овој го слушаш, оној. Не слушај никого. Немаш ли памет, девојко? Душа, ти повторно како луда си почнала да готвиш? Ај, направи ми нешто па да ја да може? Животот тебе баш ти се погодил, Асуман. Тргни се. Вчера започнавме со процесот. Писмото ќе го добија денес. Утре, не задутре, ќе излезам на предрочиште. Убаво. Адвокату колкава е веројатноста ние да го добиеме тоа старателство? Работата е јасна. Ако судијата нема да сака да му го расипе комодитетот на детето, може да одлучи да остане кај господин Ферит. Добро, дали ќе биде од корист ако се зближам јас со Булут? Блискоста што ќе покаже Булут кон вас на рочиштето, тоа е дека ве познава. Секако дека судијата тоа ќе го вреднува во ваша корист. Убаво. Тогаш да одам и да се погрижам малку за внук ми. Сега ли? Сега, љубов. Во ред. Ке се слушнеме, добро? Со лесно, нека е. Сега да дојдеме до главната работа. Адвокате, како ќе ја загарантираме оваа работа?
Потребно ни е нешто посилно да го искористиме против господин Ферит. Рековте дека сте пребарувале. Господине Бекир, Не најдовме, господине. Ама ќе најдеме до денот на рочиштето. види Бекир, не ни остана време. Треба да побрзате во ред. Добро, бато. Состанокот е завршен со лесно, нека ви е. Не било прикладно да живее со неоженет човек. Според годините и трумата што ја преживеа, треба да расте во сретња семејна средина. Абе, каква сретња семејна средина, бе? Како со хакам да има сретња средина? Па и мајка ми ја спомнуваат. Не било возможно да расте со баба му која е со психичко пореметување, бе, како? Знае ли Денис дека ќе не тужат? Дека сестра му поднела барање? Не сум му кажал за да не му е непријатно, ама како и да е ќе дознае. Дај Боже да нема потреба Булут да доаѓа. Да не влегува во таква средина детето. Аби на двајцата не име до детето, воопшто не ги интересира што ќе биде со Булут. Се обидуваат користејќи мало дете да влезат во фирмата, ама нема да им дозволам. И Демир да знаеше дека Демет ќе влезе во вакви нечисти игри, немаше да ја даде процент. Дадо, што правите навечер? Може ли да останувате насамо? Како зборуваш пред детето, ќе ти ја пукнам една пуста. Ај, види го, тој не знае каде се наоѓаме. Обезбедувањето, наарно нека е. Шт. Пак ли се изгуби? Ај, бебен седно сега ќе почне да плаче, да се лигави. Молам, Дојде една господја се викала Демет. Рече да го изненадала внуки и се качи горе. Ми рече да не кажувам, но јас сепак ви се јавив. куќава се претвори во ден за приеми. Остани со Булут. Уште ти фалеше. Господјо Демет? Здраво, Назли. Знам, доаѓањево е малку како предсвршен чин, ама многу сакав да го видам Булут. И пред некој ден се договоривме нешто, имам изненадување. Многу убаво сте направиле, навистина, ама господин Ферит не е дома и мене ме ставате во лоша ситуација. Назли, душо, јас сум тетка на Булут, а и наскоро ќе му го земам старателството. Знам за процесот околу старателството, ама јас не сакам да се мешам меѓу вас, а не сакам ни да лажам. Назли, душо, верувај ми, не сакам да те ставам во лоша ситуација, ама и ти разбери ме. Булут е мој внук, единствено што ми остана од брат ми. А може би Ферит сега тебе ти е газда? А може би утре јас ќе ти бидам нова газдарица. Се разбира ако и ти сакаш, заедно со Булут. Назви, Ти благодарам за соработката. Соработка? Господјо Демет, Булут, душо, јас дојдов, тетка ти Демет. добро дојде, тето. Душичке, добро те најдов. Здраво. Здраво. Ајде погоди што ти купив. Бумеранг! Многу ти благодарам. Ќе играме ви? Ќе играме, ама само кога ќе оздравиш. Ама јас сакам сега да си играме. Ова жена ли ќе го земе Булут? ти прислушкуваш што ти е тебе, Гајле? Убавице му е, употребија малку главата, отвори ги очите. Ај само погледни ја женава. Ако и бидеш од корисна женава, ќе ти се смени среќата и судбината. Знаеш што ти вели? Ако ми помогнеш ти, ќе ти помогнам и јас. Асуман, дали ти прислушкуваше? Како слушна? Да, слушам. Остави го сега тоа. Назви, ќе излезам со тетка ми во дворот. Ќе играме се со бумерангот. Добро, душа, доаѓам. Слушај вамо, Асуман. И онака околу мене се луди. Не ме малтретирај уште повеќе, не ме замаре. Ај, Господе Боже, глупаве. Жими Бога, глупаве. Ете така, Денис. Пак направија што наумие, да. Што сакаат да направат? Не разбирам. Детето само што ги изгуби мајка му и татко му. Денис, дојдов дома да оставам нешто, подоцна ќе се најдеме и ќе разговараме јас ти и адвокатот. Добро? Добро, вато, барај кога сакаш. Ајде, фрли. Пак не успев. Ако Булут ќе научиш полека, Леле колку убаво го фрлаш ти тоа.
Знаете, во Антакија условите за да човек може да се образува се многу ограничени. Сите ние кои имаме големи амбиции, малите градови може да ни бидат како Зандани. И затоа јас, за да можам да се образувам и да си ги остварам со ништата, дојдов да учам тука во Истанбул. А со Душо, и онака времето на господја Демет е тука ограничено, велам да не ја задржуваме. Да, Асуман, во право си, секако дека условите што ги нуди Истанбул не можат ни да се споредат со малите градови. Ама има интернет, до таму може се да видиш. Има интернет секако. Паметно врапче си и се си знаел. Ајде кажи и на тета, ти се допадна ли бумерангот? Многу ми се допадна. Војче, Молам, Булутонце. гледаш ме, дошла мојата тетка Дема дури од Австралија. Душо, Војко ти знае дека сум вратена. Ама, јас сега морам да си одам, миличок. Ајде да те бакне тета. Душичко, тетина, ќе дојдам пак. Назли, Душо, ти благодарам за гостопринството. Асуман, мило ми беше. И мене ми беше многу мило, господјо Демет. Се надевам ќе се видиме. Се гледаме, Ферит. Назли Куина. И да знаеш, многу лошо го фрлаш бумерангот. Подобро фрлам од тебе. Господине Ферит, Што бара таа тука? Како се ја примила дома? одеднаш се случи. Прво дојде Асуман, а и кажав да не доаѓа. Незиното доаѓање беше големо изненадување. И потоа одеднаш пред врата се појави господја Демет. Јас воопшто не сум виновна. Од кого добива сила па доаѓа ваму? Господине Ферит, тетка му на Булут ви дошла до предврата. И јас ја пуштив да влезе, бидејќи му е тетка на Булут. Ако не сте задоволни од моето работење, наместо постојано да викате по мене и да ме обвинувате, можете да ме избркате. И ова е решение. Наскоро ќе има рочиште. Кога тетка му на Булут ќе го земе старателството, ќе заборави дека му е тетка. Разбрали? Биди сигурна во тоа. Господи Сигбал, откажете го состанокот. Кажете му Ненги нека дојде кај мене, не се враќам во фирмата. Асуман, ја гледаш ситуацијата во куќава, како во лудница да сме. Ајде ти не се плеткај веќе околу ноза, оди. Да, што да правам јас до вечера? Зарем сестрата да скита по улици? Барем еднаш не должи. Да, до се колнам, нема да мрднам од кујнава, нема да ме забележи господин Ферит, нема да забележи дека сум тука. Ова ти е работно место, те оставам во лоша ситуација, знам, ама ќе ми простиш. Асуман, јас поради тебе воопшто и не можам да излезам од лоши ситуации. Ајде, дојди седни тука. Да не те гледам наоколу. Добро, дома ли беше оној така наречен господин Ферит? Не, на почетокот не беше, ама потоа дојде. Истите студени погледи на Ферит, иста ароганција. Знаеш дека буквално се вознемирува што го гледам Булут? Ама јас сум му тетка на Булут, со кое право? Со кое право ми го прави тој ова? Со кое право? Добро, дојди вам, дојди, смири се малку, ајде, дојди. Ама не, целата енергија ми ја одзема. Добро. Љубов, ќе ме погледнеш ли малку? Колку што Булут е негов внук, толку е и твој внук, разбрали? Твое право е да го гледаш колку сакаш и каде сакаш и никој не може да се меша во тоа. Види, Демет, тие те разделија од семејството. Тие и двајцата ни избркаа од фирмата. Ние, благодарение на Булут, повторно можеме да влеземе во таа фирма, разбра? Да, Љубов, во право си. Ама за ова размислувам, Булут сепак порасна со нив. Да. Сигурен си дека ќе го добиеме споров? А сега, кога ќе погледнеш, изгледа како да се мокни. Ама и твојот маж има трикови, нешто како вадење зајак од шапка.
Асуман, мила, би сакала рацете да ги употребиш за нешто покорисно? Например, би можела ова да го изматиш. Така излегла и дошла, а? Како ништо да не било. Ми влегла во куќа. Да го реализиравме тоа што е во ова, знаеш што ќе беше? Ако знаеше за ова, замисли каков адут ќе дадевме за да го земе Булут. Аман бато с краја да е, не зборувај такви работи. И ти зошто го шеташ тоа со тебе? Нели рече не го остави во фирмата, за да не дојде до нечии раце, го донесов дома за да го сокрием, а таа пред нос ми дошла. Добро, смири се сега. После старателството врз Булут, таа ќе им одреди денови да го видат Булут. И онака кога ќе нема никаква корист, ќе се изгуби. Асуман, готово е тоа, дојди ваму. Ти пак ли прислушкуваш? Ти наместо да ми префрлаш, погледни си го телефонот, цело време ти звони. Машала, ушите ти се како радари, се слушаш. Ова е твојата граница, да не си ја поминала. Таму немаш работа. А би се заблагодарим на Назли за гостопримливоста. Кога дојдов гураби и кафење, буквално ја пречекала како гостин. Не претеруваме, Ферит, не е виновна девојката. Што да прави сега? Кажала дека ти е тетка и влегла. Гневот што го имаш кон Демет не го истура и врз девојчето. Ало? Денис, си ме барал. Назли, како си, што правиш? Булут како е? Булут е добро, но ние малку се измешавме, бидејќи госпоѓа Демет да е жива и здрава дојде. Демет има дојдено. Господе Боже, што прави ова? Може би доаѓањето на госпоѓа Демет ќе го поднесев. Ако не дојдеше после неа и господин Ферит, се разбира кога дојде не беше. Назли, не се грижи ти за ништа, не си ти виновна, како и да е. Денис, морам да се вратам на работа, може подоцна да зборуваме. Ајде, чао. Вујче! Бато Енген, ајде додете да си играме. Командантот не вика, да одиме, ајде. Дојдовме, кажи што ќе играме. Со светосле мечови, со пиштови, една воена игра. О, па тоа е прекрасно, тогаш ова нека ни е штит. Бато Енген, ти со ова? О, Вујче, ти со ова? Мислам дека дојде време да те фрлам. Пушти го детето, ти велам. Бато Енген, брзо спаси ме! Го фрлам. Во ист момент пушти го детето. Брзо спаси ме! Фрли го оружјето. Еве. Шутни го со нога сега, ете браво. Добро, сега ќе го пуштам. Асуман! И јас да не се измори, сестра ми ги собира в празниве работи. Навистина ми ги насолзи очите, Асуман. Ама не можеш вака да ми излажеш, мила моја. Треба веќе да си одиш. Не грижи се ти, сега ќе си одам. И на нежла излегла работа вечерва и со неа ни се откажа планот. Сега ќе си одам дома и ќе се седам во некој ќош, чекајќи да умрам од досада. Ај, Асуман, не ми прави така. Видиш што ќе ти кажам. Вечерва Аља имала настап. И не покани, јас и онака не можам да одам, ама ти ако сакаш оди со Фатош, добро ќе ти дојде. Добро, ма дадо, ќе се снајдеме некако со Фатош, добро. Уф, Асуман, чекај. Ако одиш вечерва ќе ти треба. Ај, колку си ја сакаш ти сестричката, нели? Секако дека те сакам, луда. Ајде се гледаме. Чекај. Останете со здравје, јас си одам. Асуман, на која страна одиш? Јас излегувам сега, ќе те префрлам. Може, ќе слизам попат некаде каде што ви одговара. Ајде се гледаме. Дај ми го пиштолот. Да не се мачите. Таман работа. Ќе оставам некаде блиску. Ви благодарам. Се гледаме. Се гледаме. Се гледаме. Благодарам.
Ви благодарам што ме земавте. Нема зошто. По пат ми е. И кога ти завршува училиштето? Уште сум втора година. Всушност сакам што поскоро да заврши училиштето, што поскоро да скокнам во деловниот живот. Ете, часови испити. Па можеш да работиш и додека учиш. До души јас многу сакам. Мислам вака во некоја голема безбедна фирма како вашава. Да стажирам. Стажирањето се разбере многу важно за кариерата која ми престои. Ти што правиш? Имаш ли некакво хоби? Мислам, нешто друго, освен што раководиш со волку голема фирма. Што правиш? Јас ке пукнам од досада. Ова ли беше вашата улица? Да, оваа зграда тука. Ајла. Најде време кога да ме бараш, девојко. Ме прекина во еден важен разговор. Добро, ти реков дека ќе дојдам. Писмена потврда ли мора да добиеш? Ајде, добро, ти ветувам. Се гледаме вечер. Благодарам што ме донесовте. Молам. Улав, вечерва сум договорена со девојките. Јас дојдов. Јас душо ти велам дојдов, нема едно здраво да ми кажеш? Ај, добре дојде. Со Ингел ли се допишуваш? Што ти е, Гајле? Не бе, душо, не е за нешто, туку пред малку Инген беше долу, па ќе ти речев ако не сакаш да се мачаш со пораке, викни го да се качи. Чекај, како Енген беше долу? Асу, што сакаш да кажеш? Одговори ми. Кому му зборувам? Види ја како бега. И ова јас го научив. Ајде, разви. И ти прави така. И јас. Да? Добро, сами си го баравте. Асуман, не ме полудувај, ма кажи брзо. Ти каде го виде Енген, кажи. Кажи. Аман, ма, бев доке сестра ми заедно со Фери дојде и Енген. И потоа тој ме донесе до дома. Енген до дома ли те донесе тебе? Да, душо, се разбира, културно момче. Види, воопшто не ми текна. Како јас него повикав да се качи горе, ке се напиеше кафе и ке се видевте еден со друг, а? Асуман, слушај ваму, само ако направиш таква подлост... Добро, смири се, нема да го направам тоа. Ама и што ми е, Гајле, мене? И онака кога тогаш ке дознае, всушност, мислим му што ќе правиш тогаш. Ај, не знам. Воопшто не знам што ќе правам. Ај, ти се растажи. Од ова на лицево не ти се забележува, ама остави, не се разочарувај ти воопшто сега. Види, онака вечерва ја нема сестра ми, додиме никаде да се забавуваме малку. Ај, додиме на концерт ке Аља. Ај, ти минатиот пат не можеше да ја слушаш, сигурно ти било крива. А што ако Енген дојде пак? Ај, Фатош, каква врска има со Енген? Зарем би однела каде што ќе биде тој? Тој вечер имал некоја друга работа, во кула го слушнав. И јас ке испратам сега порака на Аља. Знаеш дека имам незин број, ке и речам дека доаѓаме две. Нека ни ги запишат имињата на врата, барем да не плаќаме влез. Ете, ја испратив. Епа, ајде, добро, ќе ни дојде и на двете. Ај, ма, Аља ме бара, мене ме бара. Ало, Аља, душо? Вечерва нема да настапуваме, ни откажа. Ај, не е убаво.
Ама ако ние ќе дојдеме на следниот. Види, ќе ти кажам една работа. Ние собравме екипата и дојдовме кај Денис. Овде ќе посвириме 2-3 песни. Ако сакаш, земи другарка, ти дојди. Па што знам, како би било тоа? Нема никаков проблем, уште побава ќе биде. Ја знаеш ли ти куќата на Дениса или? Не, ја знам јас. Добро, тогаш вечерва се гледаме. Добро, тогаш се гледаме. Што се случи? Ќе биле кај Денис дома? Па уште подобро излезама. Нема да плаќаме ни за јадење, ни за пиење. Јас отаме се подготвам сега, а ти оди измисли го тоа од лицето, направи нешто. Ама, насума. Спие како јагне, колку е невино. Камо да остане секогаш вака? Кога ќе пораснеш се губи целата невиност. Зар веруваш дека човек може навистина да биде невин? Не секогаш, ама еден период да. Например, додека е дете. Вие не верувате? Јас верувам дека невиноста е измама која ја измислиле луѓето. Значи, невиноста за која се тврди дека постои кај некој, ја нема всушност. Инстинктите и страстите раководат со човекот. Дури и оние за кои мислиш дека се најневини, еден ден ќе им подлегнат на страстите. Според тоа, наивност за која мислиме дека постои всушност, воопште ја нема. Дури никај децата? Дури никај децата. Па види го него, не се откажува додека не добие што сака. Што има тука невино? Да го легнеме? Да го легнеме. Дојди кај мене. Сонце навојче. Ајде. Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni, kimler üzdü gözlerini. Nasılsın kızım? Söyle bana kendini, neler kırdı kalbini. O taze saçlarda kimlerin eli yaşlanmış, dumanlı nefesleri. Hoyratça itişleri, görgüsüz asaletsiz üzüşleri. Sen neler neler çektin ben biliyorum. Dokunsam ağlarsın hissediyorum. Hüzün zamanı geçti. Ај, Асуман, зошто тргнав по твојот памет? Ај, ја му ја утопа сега. Ако не сакаш Алја, немаш да не повика. Здраво! Neler neler çektin ben biliyorum. Dokunsam ağlarsın hissediyorum. Не бил тој добра. Никого не познаваме тука. Не знам зошто дојдовме тука. Тука е, дојди. Асуман, немој да ме влечеш. Здраво! Здраво, како сте? Добро, како да биде. Алја ми се јави да се видиме вечерва, па Ива, јас и Фаташ дојдовме. Како си фаташ? Добро сум, благодарам. Не ни замерувај. Без да ти се јавиме, дојдовме. Не се разбира, без грижа. Како и да е, откако и го одложиле настапот на Ела, ми рече да направиме забава и дојдовме. Назли не дојде со вас, така? Не. Знаеш, таа е кај господин Ферит. Сега е 24/7 со Булут. За жал не може да оди каде што сака и кога сака. Ти зошто си сам? Зошто не си со другарите? Тие се другари на Ајла повеќето. Не ги познавам искрено. Требаше Енген да дојде, ама... Добро, штом ќе ти дојде другарот, ние да си одиме, да не ти досаѓаме. Не. Кога го одложивме настапот во барот, рече не излегувам од дома, не доаѓа. Одлично. Yıkan gözyaşından kurtul anılardan.
Здраво. Фатош? Алја? Мило ми е. И мене. И како ви се допадна? Одлично беше, се воодушевивме. Навистина беше одлична. Да ти се позлати устата. Не можевме да ти дојдеме на концерт, ама многу убаво излезе вечерва. Прекрасна си, жими се. Навистина ти благодарам. Ај, колку убав живот имаш. Правиш нешто и целото внимание врз тебе. Тебе така ти изгледа, Асу. Како да не? Види колку убави комплименти добиваш. Бога ме, никаква корист од комплиментите. Ниту можам да снимам албум, ниту можам да настапам на некое елитно место. Мила, тоа се мали сладки проблеми. Остави ги ти нив. Алија, кој ти е стилист? Девојки, вие сигурно почнавте да мислите дека сум супер звезда јас. Од каде да имам пари да плаќам стилист? Така, купувам под укјани нешто што ми се допаѓа и го носам. Ама стилот ти е многу убав. Ти благодарам. Всушност, кога можам да одам во странство, собирам нешто по базарите, ама кога би имала дарба за шиење, кога би можела да се сошием. Фатош е. Таа е одличен стилист. Дипломирав на оддела за моден креатор. Ете, гледаш, и јас сум заљубена во тоа. Можеш да сушиш се што си креирал во главата, нели? Епа, ти така си мислиш. Епа, Фатош, нека ти шие. Не е одличен креатор. Навистина ли би ми шиела? Па, всушност би можело, зошто да не? Во Умрание, во Малтепе има материјали и можеме од таму да купиме материјали и да сушиеме нешто. И ситна си, нема да ти треба многу. Епа, тогаш дај ми го твој телефон да го запишам. Добро, еве повели. Ајде да испееш уште една песна. Добро. Добро, ама сигурно јави ми се. Добро. Време е за уште една. Морав да ти го кажам ова, мама. Надвор животот продолжува. Те молам, соземи се веќе. Врати се во живот, приклучи ни се. Те молам. Види, откако го прифати лечењето, булот секој ден оди на подобро. Во моментов, единственото нешто што не мачи се Демет и Хакан. Тие двајца сакаат да го искористат булот со цел да влезат во фирмата. Нема да дозволам ништо од тоа. Ќе го заштитам внукти. Ти ветувам. Добро, ајде се гледаме. Не, рече правете без мене. Сепак и двете страни му се семејство. Тогаш да почнеме, господа. На господинот Демет му излегла итна работа. Тоа што со години сте во блиски односи со детето за нас е најголема предност. Од друга страна, господја Демет е во брак. Во очите на судот многу е важно детето да расте во здрава средина. Од друга страна, како што реков, вие имате многу близок однос со детето. Господја Демет за Булт е странец. Значи нашата стратегија да ја направиме спрема ова. Со вашата врска со Булут. Што е? Кој ли е ова? Овој пат нема бегање. Ало, Денис Душо. Конечно може да зборуваме, Демет. Душо, многу се извинувам. Вчера не можев да те барам. Прости ми. Не е дека не можеше, не ми се јави затоа што ти се лутам и додека му се спротеставувам на Ферит да се зближиш со Булут, ти се спремо старателството да го земеш. Денис Душо, види, јас сум ви семејство тебе и на Булут, не е Ферит. А за Булут да ја надмине траумата што ја проживеа, потребна му е семејна топлина. Во моментов, само ние можеме да му ја дадеме. Хакан ли ќе му даде семејна топлина него? Денис! Добро, Демет, не сакам да се расправам повеќе во рете. И онака готово е веќе. Тебе те замолувам само нешто. Од сега кога ќе направиш било каков чекор, не заборавај дека се погодени и други луѓе. И други луѓе освен Батоферит.
И тука розово? Да, точно го правиш. Браво за тебе. Како му го најде местото? Ке те изадам. Војче, добро дојде. Добро те најдов, сонце мое. Дојди сите заедно да правиме службовкава. Ама треба да се стрпиш малку, да се пресоблечам, потоа да вечерам, па ќе дојдам после, може? Добро. Ама чичкото доктор ми рече браво. Тогаш вечерва ќе правиме што сакаш, а? Супер! Ајде да правиме. Јас Хајде. веднаш се враќам. Добро. Господине Ферит, може вечерва да одам дома? Треба да си ги земам книгите по јапонски, па. Утре предрочиштето за старателството. Булу треба да дојде и подобро е сите заедно да одиме. Да те замолам уште неколку дена да не користиш одмор. Додека се смири ситуацијава. Ако сакаш ќе кажам да ти ги земат книгите по јапонски. Секако дека ќе останам, нема проблем, а книгите ќе ги земам подоцна, не ми се брза. Нази, ајде. Ева види недов уште едно делче. Ти благодарам. Ајде, дојди. А да си легнеме веќе? Не ти се изморија очите? Утре ќе продолжиме. Ало, Тарик. Ја знаеш ти куќата на Назли, така? Да, секако знам, господине Ферит. Убаво. Дома ја останале книги по јапонски. Сестра и лицемерката сигурно знаат каде се. Ќе ги донесеш? Секако ќе ги донесам, ама јас во моментов сум со господин Енгин. Што се случи, Тарик, што вели? Да одиме дома кај господин за нас, да ги земам книгите по јапонски, ама Добро, ќе ги земам, после ќе ме однесеш. Господине Ферит, сега ќе одиме таму. Благодарам. Ако не може да ги најдат, нека ја бараат Назли. Во ред. Добра ноќ. Добро, Дадо, добро. Јас и онека знав дека нема да дојдеш. Се навикна веќе, јас не сум ти родена сестра, фатош тие. Го прифатив и тоа, не ми беше тоа доволно, сега се појави и тоа богато разгалено детиште. Дете што ти да не го познаваш. Ти, навистина сосема си се изгубила. Тоа е мало дете. На ова дете мајка му и татко му умреа, свесна ли си? Зарем со него ќе се споредуваш? Колку би сакала да сум кутра колку што е тој. Како и да е, ќе разговараме, ако некогаш воопшто бидеш слободна, се разбира. Ти оди сега и грижи се за твојот булут, душо. Ајде, добра ноќ. Ајде, време е за спиење. Ама мене се уште не ми се спие. Мислам дека ти се спие, ама не си свесен. Добро да ги собереме. Ставај. Асуман, што ли заборави пак? А јас Господице Фатош? Господине Тарик, што барате вие тука? Жими Бога, и јас сега ќе ве прашав, и вас истото. Јас сум и цимерка на Назли. Јас не сум собственичка на позната модна куќа. Сакам да бидам, ама за сега само им шијам на домашните. Ете, јас сум стилист без работа, без ништо. Ве молам, не му кажувајте ништо на господин Енгин, може ли? Тој ден кога се сретнавме кај ротирачката врата, кога помисли дека сум богата, ништо не можев да му кажам. А тоа што го направив е многу погрешно нешто. Знам, ама сакам јас лично да му кажам.
Ве молам да не слушне од вас, може? Оф, многу ми е срам во моментов. Господица Фатош, јас најдобро да си одам. Добра ноќ. Ја најдовте книгата? Молам? Книгата, велам, ја најдовте? А, не. Цимерката не е дома. Не можев да ја земам за жал. Хајде да спиеме. Ама уште е рано, не ми се спие. Децата колку повеќе спијат, толку побрзо растат. Еј. Што е сега? И мама ми го велеше истото. Кога ќе дојдат? Сонце моје, ако мајка ти те види вака како плачеш, многу ќе се растеш. А и мене многу ќе ми се налоти. И мене ми недостасува мајка И ти. татко ми недостасува. И двајцата ми недостасуваат. Војче. Зарем никогаш повеќе нема да ги видам? Зарем ако бидам многу мирно дете, никогаш повеќе нема да ги видам? Ти и онака си многу мирно дете, Булут. И мајка ти и татко ти многу би се гордееле со тебе затоа што си толку храбар. Готово. Што ќе биде? Не грижете се. Назви, јас не можам со никој друг да живеам, освен со војко ми. Воопшто не грижи се. Ни војко ти никому нема да те даде. Нема да ме даде, не ви? Ајде, војче. Господа, мојата клиентка и незиниот сопруг се почитувани граѓани. Исто така мојата клиентка му е тетка на детето. Спротивната страна тврди дека господја Демет со години не се гледала со таткото на детето. И дека ниту тој, ниту семејството не сакале да бидат во контакт со мојот клиент. А потоа, што гледаме тука? Господин Демир, само еден ден по неговата смрт, сакал да ја префрли дел од фирмата на господја Демет. Но за жал, смртта го спречила во тоа. Господа, ние тие документи прв пат ги гледаме. А и нивната вистинитост е дискутабилна. А овие документи не се оригинални, фотографирани се. Многу е очигледна играта која Ферит Аслан ја игра кон мојот клиент. Господин Ферит, криејќи ги овие документи, се обидел погрешно да го представи мојот клиент. Очигледно е дека сакал тој да биде единствениот застапник на детето во фирмата. Господја Демет и незиниот сопруг се во ситуација на детето да му овозможат идеално семејство. Господин Ферит е човек кој што живее сам. Не е во ред дете на оваа возраст да се препушти на грижа на дадилките. Одлука. Поради разгледување на доказите, сослушувањето ќе биде одложено за подоцна. Донесена е одлука врз Булут Каја да има Демет Ондер.